Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite najnovije vesti. Danas je u našem gradu održan veliki miting. Evo šta je zabeležio naš reporter. Sjećam se kad smo svi bili Valter i miješali malter za Brčko Banović prugu. A sad kad i Jaran može nosit brusalter, vidim da nam ova demokratija baš i ne ide od ruku. A jesmo ba ispali papci svi od reda. Čujem u Beogradu se gleda Vila Marija, jedino ne kužim zakaj svi je zovu Jastreb među ujkama. A našu lipu svaki dan za Evropu udaju, a na svakoj žurci kada smo Turci, ajme, narodnjaci furaju. Sve je isto, samo njega nema. Opet dug me okupio brega. Leto vrelo, zima puna snega. Sve je isto, samo njega nema. Što zna ja, a da znam, podijelio bih ovu moju državu na 6 republika, ali tako da Podgorica bude glavni grad i da svaki dan bude neradni, osim petka kad bi radili na pripremi odmora za vikend. Site si go sakav me, na kraju cite plačev me, na sekoj cico sliki ušte po kafani, nije si go čuva me. Svita se odkaža, a Skopje se sekjavaše, sega si te drugi bi sakale da dojde, više nema ke pričeka me. Sve je isto, samo njega nema. Opet dug me okupio brega. Puna snega. Sve je isto, samo njega nema. Nam je bilo v redu takrat in zdaj, nam je vedno v redu. Za novo leto pridemo v Beograd, gremo na sprehod hiše Cvetja, popijemo kavico v Merkatorju, vsem je kakor da smo pri nas doma. Tovariš stari, bil si frajer in pol. Mogli smo do Tokija, nosko u Pinokija, lagali nas tako svi do mile volje, ali on lagao je najbolje. Pesme smo mu pevali, iz Afrike ga čekali, imali smo more i šta bi da nam nije, paradicika nije. Sve je isto, samo njega nema. Opet dug me okupio brega. Leto vrelo, zima puna snega. Sve je isto, samo njega nema. Ovde je nešto titka. Добре дојдовте во уште една магична сцена. Денеска заедно со мене мојата комшивка Тијана Дапчевич, екс-Тодевска. Беше Тодевска додека ни беше комшивка, а после кога отиде во Србија ни стана Дапчевич. По потреба сум, фала ти многу. А по потреба уште си? По потреба сум, некојаш и Тодевска. Така? Така, кога се разбрам со муж ми. Тогаш сум Тодевска и онда има обичај да каже, слушај Тодевска.
Викам, извини, ја не сум Тодевска, јас сум Тодевска. Многу ми е драго што сме во мало кај нас. Да, се снимаме во Гарсон. Да, во Гарсон, кај нашиот пријател Стефан, инаку глумец по професија. И многу ми е драго што ме гоштеваш во твојата емисија. Така. Магична сцена е емисија која што 20 години е во етерот низ Македонија. Толку колку што јас не сум во Македонија. Колку што ти не си во Македонија и сум, ама не живеам. и ги оштеваме сите оние кои што допринеле во уметноста, во културата воопшто. И ти си една што многу имаш допринесено во културата и уметноста во Македонија, во Србија и на поширок. Така е. Како дете те памтам, ние повозрасни од тебе, јас сум повозрасен 12 на години од тебе. Шо? Да, јако вака изгледам. Не си смене тоа, Не сум инаку смен. почитувани гледачи, кога се видовме, а не сме се виделе па толку, 20 години. Бајаги. Викам, аце, викам ти у кој формалин се чуваш, човече? А не да е жива и здрава. А не да е жива и А здрава. не да е жива и Така. здрава. Убо си кажа. Мажите ги чуваат жените и обратно. Така. Милан фино те чува, мислам. Бога ми да. Да. се труди вака. Се труди. И јас сум задоволна. Колку беше заљубена Тијана, тоа е нешто чудо. Ама и уште сум И уште си заљубена. заљубена, него јас ќе се навратам кога не беше заљубена во Милан. Да. Ние возрастни веќе излегуваме, секоја ноќ лумпувавме до 5-6 сато, тогаш така се излегуваш, имаш бурен ноќен живот. Да. И Тијана, девојчето од Малово и таа. Јас викам, Тијана, шо правиш ти, ајде, знаеш колку е сати, требаше дома, утре си на Млекото да испиеш, кексите и да млекото. спиеш. Ама беше толку радознала, толку љубопитна и цело време седеше и учеше од нас, не впиваше шо правиме. И те како научи? Да и научи на Ја имам обичај да кажам дека завршив 2 факултета. Да. Музичка академија и улица. Мислам, улица во смисла на зборот, да секогаш се дружев со постари од мене. Имам 2 другарки со кои што и ден денес се дружам, Маја и Маријана, со кои што учев средно музичко, па после академија, ама стално се дружев со постари, со тебе, со Борче, кој што покасно ми стана и кум, со Вртљак, со Пеце Горко. Значи, тоа беше моја екипа во еден период од животот, голем дел период, додека бев уште клинка, на некои 17-18 години. И многу научив од вас. Баш доста научив, што треба и што не треба, и како треба и како не треба. Мартин, син ми, кога се породи жена ми со Тијана, си се дружеа. Да, како не. Сега Мартин, у зуби може да не носи. Да, сега, колку нас двајцата. Машала. Тијана, убав период од животот ти беше во Македонија, заврши виолончело, но напоредно беше и пејачка. Не знам какви, не можам да кажам дека некои големи успеси пејачки во тој период од престојот во Македонија, но сите почетоци се тешки, вообичаено. Да. Ретки се тие каде што од почеток првата песна бум ќе биде, но многу па често се случува после првиот бум и тишина после тоа. Кај многу од пејачите, да речем, во светот од изведувачите. Кај тебе не, полека, но сигурно си ја градеше соло кариерата во Македонија. Настапуваше на фестивали. Па, знаеш како, кога подобро ќе размислам додека живее во Македонија, мојата класна Пале Нечевска имаше обичај да каже: "Мори Тијано, Битолчанка, ти си со ламја, вика, со 3 глави", вика. Стално те интересираше и сцената како сцена, и виолончелото, вика, кое што го владееше безпрекорно. Јас сум иначе, ретко кој знае, најнаградуваниот млад челиста во онаа Југославија. Сите надпревари низ регионот, па и во Македонија, па концерти низ регион, па како соло челиста, па вика, челото те интересираше, сцената како пејачка, вика, те интересираше, па во еден момент, вика, на академија кога беше, сакаше да станеш глумица, да баталиш се музики ова она, вика, со ламја со 3 глави. Така што јас кога подобро ќе размислам додека живее во Македонија, бев челиста, водителка, глумица во еден момент, играв во дипломските представи на Синиша Евтимов, кај Наташа Поплавска. Вика, Синиша, вика, ти како, вика, не си од сега глумица, вика, ти беше глумица, вика, кај мене у дипломска представа, па кај Наташа, вика, после Хамлет Бунјуел, Хамлет на Бунјуел, ја играв Летиција, привидението на Хамлет.
Така што и бев фестивалска пејачка. Немав некоја амбиција да се бавам со пеење претерано додека живее во Македонија. Меѓутоа, 2000-та година кога се пресели во Србија, некако челото е тука и понатаму го свирам секојдневно, за да не заборавам прстите, да не заборават тоа е занаед, мислам, тоа не можеш да го забориш никогаш, како и да читаш ноти и да свириш. Ама некако кога отидов во Србија, влегов у таа некоја машина која што се вика шоу бизнис, некои милуваат да кажат дека е естрада. Ја не го сакам тој термин воопшто. Естрада е кафана во Сараево, која што и дали понатаму постои. Мислам, и дале постои. Ама некако кога дојдов во Србија, таа мојата пејачка кариера доживеа, ајде да го употребам тој термин, процват. Експлозија. Се отворив како по божур. Баш, експлозија Со доживеа. Дарко Димитров, мојот драг пријател и соработник, во тој момент во Србија направивме револуција во музиката. Сите беа чудо невидени од каде, вика, од кој Марс е, вика, падната македонкава, вика, да одеднаш нов звук, нова продукција. Па и на Дарко му се отворија патиштата во Србија, почна да работи со доста изведувачи од Србија, со Марија Шерифовиќ, со Александра Радовиќ, па со Јелена Томашевиќ, сега последниве неколку години соработува со Лена Ковачевиќ, на Душан Ковачевиќ, керката. Со хуриканките на Меѓу другото со хуриканките на Евровизија, така што додека живее во Македонија немав некоја амбиција да бидам пејачка. Сакав да бидам се. Ама тој моден ритам да не ти смени нешто. Да. Модниот ритам смени, спот кој што го снимивме овде во Македонија 98 година, која што за ненормално кратко време стана хит, и песна која што ја уврстив на првиот албум издаден за City Records, подслеп уште еден, 5 албума имам издадено до сега, за истата куќа. Модниот ритам ми ги отвори вратите во Србија. И во манекенството, ти таму си на писта и ти изгледаш поубаво од било која манекенка што е на овие простори. Неверојатно, конкретно во тој спот носам модели, манекенски модели од прва колекција на сега веќе исклучително познат и признат дизајнер во Србија Дарко Костич. Нема заборавам кога ги донесе парчињата, викам, ја ќе влезам ли, викам, човече ова, ма не секирај се, вика, згодна си ти учичеш. Така што Дејан Миличевиќ се грижеше околу стајлингот, фризури, шминки. Дејан Миличевиќ беше тој кој што на исто ова место, нема да веруваш, на исто ова место, точно на овој агол, 98 година ме сопре, ја се враќав од академија, си одев дома, од онаа страна, и ме сопре и ме праша, с која си ти планете пала? Од која планета си, вика, падната? Ја викам, извини, дечко, се знаеме? Вика, не се знаеме, вика, ама те гледам, пошто они тука живеа во блоковите, они неговата екипа, пошто доста работеа спотови и сликаа тука низ Македонија за македонски изведувачи, ја не знаев кој е. И вика, те гледам, вика, секој ден поминуваш, вика, тука и мора, вика, да те сопрам. И тогаш почнавме да се дружиме и он инсистираше од таа 98 дојди во Белград и 2 години на глава ми се качуваше додека 2000-та конечно не отидов да ајде да си ја пробам среќата и таму, само што се вработив во Македонска филхармонија. Ја 99-та дипломирав на факултет за музичка уметност. Само што се вработив во филхармонија, заврши сезона и викам ајде идам да видам што се случува во Белград. И све остало се случи. Да, се случи. Въпричте, имам анонимна дојава. Каква? Анонимна. Вапер, дека свеклавале во јадењава некој машраф, со што све и навлекувале луѓе во дидет кај вас пак. Не сме го клавале. И цело време гости да ти пак барат.
А не им текнува да си ги чистат кундрите. Опа, значи признавате. Све! Кај е робата? Што е ова, бри? Брилијант! Твојот прв избор. Брилијант. Во мало практично пакување за дневна употреба. Во сите подобро снабдени аптеки и маркети и во вашиот джеп. Сода бикарбона од витаминка. Секогаш при рака. После модниот ритм настапуваше на и до тогаш, можам да кажам, јас познавав една Тијана, а после кога отиде во Србија, веќе една преубава Тијана, модерна си била одстално, него така женствена, харизматична, не знам, една вака ја гледаш на телевизија и мислиш дали е Линда Еванджелиста или Тијана Тодорска. Фала. Толку промени нагли и сите да ти стојат. Да, трансформации, едно чудо и навистина имаш некое лице божествено што која трансформација да ја направиш идеално ти прилега. Линда Еванджелиста да се да скратиме приказна Линда. Скоро, па не скоро, ја мислам дека трета сезона беше кога почнавме со снимање на ситкомот Преспав, кој што еве се емитува сега, снимаме моментално 6-та сезона. Кога еден снимател ми приде и ми кажа дали може вика да ти дадам, не знам дали ќе го сватиш вика тоа како комплимент, ама на камера вика и у кадар многу личиш на Робин Рајт. Од House of Cards, викам, па дали е можно, викам, па си ми го дал најголемиот комплимент. И така што има такви моменти и трансформации, поготово во оваа сезона ќе има доста, Ула конкретно ќе има доста трансформации во физичкиот изглед и во ликот. Сите имаме, оваа година сме штракнати комплетно, пошто нели ни гори Преспав, ни изгоре во минатата сезона, па сега покушаваме да се вратиме на нозе. И многу интересна ќе биде оваа сезона. Тијана, почнаа фестивалските награди нагло да се редат. Едноставно стана главна звезда во Србија и нормално ние бевме прегорди зашто еве Тијана, која што беше звезда, но не те доживувавме како ултра звезда во Македонија. Не затоа што никогаш јас не сум се доживувала како. Никогаш јас тоа одамна го имам кажано дека звездите се на небото, ние сме на земјата. Никогаш не сум. Тоа беше она бум направено и ти беше главна, не знам во тие простори каде што владеја многу музички имиња, ти така ги потопи во секунда и стана прва. Па не баш прва, али ајде да кажеме. Море прва. Па добро тебе. Од тебе прва. Не, и таму и од Србија прва, затоа што такви хитови, ово е земја мој снова, негатив, Па прв хит, мислам, ајде така да го наречеме, во низа беше Степскиот волк. Степски вук, кој случи 2001 на фестивалот Сунчане скале во Херцег Нови, каде што бев 10-та. Да. А таа песна остана да живее до ден денес. Значи има 20 години како е направена и како е отпеана и како живее до ден денешен. А ја бев 10-та таа година, значи не освоив ни една награда. Меѓутоа следната година со негатив бев баш и Гран При освоив и награда од публика и награда за интерпретација, награда за сценски настап. Тамара таа година настапи во Вече нових звезда. Со Дали знам песната и она беше бум и неа ја приметија. И Тамара е исклучително популарна во Србија, многу ја сакаат и ги пеат незините песни по разни такмичења, по разни надпревари. Тамара имаше на времето уште секс песната со... Да, Тамара немаше ни 18 години, нема заборавам никош, вика, не знам кај бев на некој патување, вика, знаеш што, ја доаѓам следната недела во Београд, снимам со 187 спот, викам, што, кој, каде, зашто, која песна, со кого? Вика, вака и вака, сега ќе ти ја пратам. Ја праќа песната на мејл, викам, Тамара, што е ова, ма?
Ма ти не си нормална, вика, ова ќе биде голем хит. Океј. И беше голем хит. И исклучително успешна соработка со групата 187. Така што и Тамара си го најде патот и стана регионална звезда, па поготово со Proud од пред 2 години со евровизиската песна, така што ти викам, почна да се нижат наградите. Таа година негатив, следната година освоив награда на Не дај, не втора награда освоив со Не дај. Па онаа година таму Земја моих снова. не беше фестивалска Земја моих снова, беше Или Све исто само Све njega исто нема само njega нема. 2005. Прва награда и собрав. Така, исто, тука сите награди ги собрав, а уопште нема во план. Ја не ни сакав да ја снимам Земја моих снова. Мене најубава песна. Прво ја снимив 2005 почеток на година ја снимив Земја моих снова. Не сакав да ја снимам уопште. Драган Брајовиќ Браја, авторот на песната, која ми се јави, ми ја пее у телефон на гитара. Викам, што е бе, викам, човечо, викам, не ми паѓа на памет, викам, ја ова да го снимам, викам, тетка удала за кине, не, зошто бре, вика, дали си нормално, ова ќе ти биде лична карта, ова вика, хит као врата, викам, Драгане, не доаѓа предвид, викам, ќе ме обележи, викам, а ја после ќе морам све вакви песни да снимам, викам, ова е, ја подолгорочно секогаш размислува за разлика од моите соработници, викам, ова, викам, бе, меч со две шила, викам, ако ја ова го викам го снимам, јас викам ќе биде успешно, сигурна сум, затоа што е таква песната осудена да биде хит. Ама викам ќе морам све вакви песни. Не, вика ти не си нормална. Нормално 6 месеци покасно се случи Све исто само njega нема и во вистински момент се случи кога некако од нигде никаде се јави таа некоја југоносталгија, Бреговиќ пак ги собра, Дугме направија концерти низ цел регион. Некако сите почна за Тито пак да зборуваат у суперлативи. И у вистински момент се случи Све исто само njega нема. И не ја некев да ја снимаме, два име на тера, ама ете, тие две песни останаа да живеат еве до ден денешен и на концерти по 2 пати ја пеам, некојаш по 3 пати. Така што, ете, неверојатно. Вчера ги слушав, трите ете, песни гледаш, со се негатив, да. да. Вчера ги слушав. Тијана, од мала почна да глумиш, тука во Македонија, како што кажа, на дипломските представи. Одиш Не во... бев мала, имав некои 22 години кога играв кај Синиша. Добро, не беше мала. Ти си сега уште мала, мај. Мала сум уште. Јас му викам на машти Да. од Преспав, Да. на Игор. Му викам сега кога оставав. На мајн либе Да, коста. кога беше млад, јас му викам, тој вика, уште сум млад. Да. Само не сум баш толку млад како што бев тогаш млад. Со Коста како се... Па Јелена пред некој ден на ручек додека, пошто нормално секој ден имаме, додека снимаме имаме пауза за ручек и обично сите ручаме имаме соба за актери, соба за продукција и така, имаме доста некои простории каде што се дружиме, каде што го поминуваме времето и обично на ручек седиме сите заедно, мислам како она фамилија, седи Јелена, Дритон, Игор Стојчевски, седи Џамбазов, Тулијата, Дончо што го игра и нормално седиме еден до друг, Ангелов и ја, као брачни пар. И почуваме што дај ми ги пиперките. Не, мене ми треба зејтинот. Викам, добро бе, ќе престанеш више, вика. И Јелена вака седи, вика, леле, вика, вие двајца исто како брачен пар. Значи почнуваме да комуницираме така како вистински брачен пар и да се расправаме за глупости како брачен пар. Голем поздрав до Игор. Да. Kad prođu godine i ljubav izgubi vrednost, šta duši ostaje, odanost ili vernost i srce ovo se
Smanji za pola broja i više nikome nisi ni senka svoja. Nikada nisam dala na tebe kad si padao, nikada nisam slušala priče s kim si me varao, nikada nisam tražila bolje, a znaš da mogla sam. 1000 pitanja nisam te pitala, a htela sam. Kada me povrediš, vino je tu uz mene, luda se napravi i pustim da prođe vreme i srce ovo se smanji za pola broja i više nikome nisi ni senka svoja. Nikada nisam dala na tebe kad si padao, nikada nisam slušala priče s kim si me varao, nikada nisam tražila bolje, a znaš da mogla sam. 1000 pitanja nisam te pitala, nikada nisam dala na tebe kad si padao, nikada nisam slušala priče s kim si me varao, nikada nisam tražila bolje, a znaš da mogla sam. 1000 pitanja nisam te pitala, a htela sam.